Ученици, денешниот час е час по природни науки со наставна единица грижа за околината. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе се запознаеме со начините на уништување на животните средини. Ќе се запознаеме со некои загрозени видови на животни и растенија. Ќе се обидеме да предложиме начин за грижа на животните средини. Да се подсетиме на нешто што го учевме на претходните часови по природни науки. Учевме дека живеалиштата во кои живеат растенијата и животните се наоѓаат во определена животна средина. Растенијата и животните се приспособиле да живеат во својата животна средина и таму ги имаат основните услови за живот, како што беше водата, воздухот, топлината и светлината, како и поврзаноста со други животни и растенија со кои живеат. Шумата е живеалиште на многу растенија и животни. Морето е живеалиште на многу растенија и животни. Ке се сложите дека ова се убави и чисти места за живење. Секој би сакал да живее на вакво убаво и чисто место. Но човекот по желба да живее помодерно и да создаде подобар живот, ги уништува овие животни средини. Ке се запрашате како? Да дознаеме. Шумите се белите дробови на земјата. Шумите го прочистуваат воздухот, но човекот ги сече дрвата во шумите за да изгради нови градови или автопати, но и за потребите од сечените дрва, како што е мебелот или огревот. Со сечењето на дрвата се уништуваат самите растенија, но и живеалиштата на многу животни кои живеат во шумата. Пожарите можат да настанат природно, од молњите, но често за тоа е виновен човекот. Пожарите се една од главните причини за уништување на шумата и животните кои живеат таму. Некои од нив ќе изгорат, некои ќе бидат повредени, а некои од нив ќе се спасат, но нивните живеалишта се уништени. Пластиката е произведен материјал кој е отпорен на многу влијанија. Затоа тој не се уништува сам по себе. Нафрлените пластични шишиња и кеси во природата потребни им се 500 години да се распаднат. Тие загадуваат почвата, но и водата, односно животната средина и на животните и на растенијата. Отпадните води кои се сврлаат од фабриките и канализациите се полни со отрови. Тој отров ги уништува, односно ги труе и растенијата и животните. Таквите загадени води ја загадуваат и почвата, а со тоа се загадени и растенијата кои ги користат луѓето во својата исхрана. Со истекување на нафтата од танкерите кои ја пренесуваат или од местата каде што истата се ископува, се создава нафтена дамка, која плива на површината на водата. Таа ја загрозува водата, која е живеалиште на многу растенија и животни, воедно и уништува некои птици, кои ловат риби во морињата, така што нафтата им ги слепува крилата и тие повеќе не можат да летаат. Штетните издувни гасови од фабриките, домовите и од возилата го загадуваат воздухот и со тоа му штетат и допренесуваат побрзо да изумира целиот жив свет. Недозволеното ловење на некои животни поради скапото крзно или кожа може да доведе до истребување на некои животни. Човекот не ја загрозува само животната средина на животните и растенијата, тој ја загрозува и сопствената животна средина. И на тој начин и самиот може да стане загрозен вид. Со уништување на животните средини се уништуваат и изумираат некои видови на растенија и животни. Например, оваа птица додо е истребена, односно нема ниту една жива птица додо. Белиот делфин живеел во водите на реката Јангце, Кина, но исчезнал во 2006 година,
поради нарушување на животната средина. Научниците предупредуваат дека растенијата исчезнуваат 2 пати побрзо од животните. Изгубени се многу видови и тоа е голема загуба за планетата Земја, која е мајка на сите живи суштества. Некои други живи суштества набргу можат да исчезнат и затоа се наречени загрозени видови. Црвениот макао е загрозен вид, затоа што човекот неконтролирано ги сече дрвата во дождовните шуми, што представуваат нивни живеалишта. Балканскиот рис е во фаза на исчезнување, затоа што човекот го лови поради неговото крзно. Поларната мечка, што човекот ја лови поради крзното, може да исчезне и поради исчезнувањето на нивниот животен простор, односно топењето на мразот на северниот пол. Но овие видови можеме да ги спасиме од истребување. Што можеме и ние да направиме за да ја заштитиме животната средина? Да започнеме веднаш со создавање на навики за грижа на живеалиштата. Да започнеме со садење на нови растенија и нивно одгледување. Да започнеме со штедење на водата. Да започнеме со селектирање и рециклирање на отпадот. Започни веднаш, почни уште денес, за да не биде предоцна.